Весна Софрониевска од Битола е лице со оштетен вид кој користи личен асистент, но веќе втор месец е принудена секојдневните активности да ги извршува сама, бидејќи на асистентите не им се продолжени договорите за јануари и февруари. Јас и мојот сопруг сме слепи лица. Како се снаоѓаме? Па се снаоѓаме како што знаеме и умееме, тешко, едноставно невозможно е, бидејќи вие знаете нашиот град е страшно непристапен. Тешко се движи по битолските улици со стапче, 90% од улиците се без тротоар. Многу е тешко да се живее без асистенција. На денешниот протест во Битола тие побараа поголема контрола од страна на институциите во процесот на утврдување на степенот на оштетување на видот, бидејќи како што велат, се случуваат злоупотреби. Тоа е за 100% што сме слепи, персонални асистенти навистина ни требат. Ама правилно се користат на тие навистина што му требат. Ни треба помош од асистенциите многу. Асистентите пак бараат одговор, дали договорите ќе им бидат продолжени и кога, бидејќи дел од нив веќе втор месец се без екзистенција и се принудени да бараат друга работа. Личните асистенти се оставени без средства за основна екзистенција. Бараме итно потпишување на управните договори, писмено и известување за точен датум за реализација на истото. Од Министерството за социјална политика велат дека ја разбираат загриженоста на лицата со оштетен вид и нивните лични асистенти, но додаваат дека постапката е во тек. Веднаш по завршување на постапката и конечноста на решенијата ќе се склучат договорите и средствата ќе почнат да се исплаќаат по корисник на месечна основа. Министерството вложува напори постапката да заврши што е можно побрзо, со цел личните асистенти да се вратат на работа, а лицата со попреченост повторно да ја добијат неопходната поддршка за секојдневно функционирање. Во Битола има околу 300 лица со оштетен вид и околу 40 лични асистенти, кои добиваат по 245 денари на час за услугата и можат да обслужуваат по 2 корисници.